Во Софискиот суд денеска почна постапката за барањето за повторна регистрација на партијата на македонците во Бугарија ОМО Илинден Пирин. Во партијата се оптимисти дека одлуката ќе биде позитивна. Аргумент плюс им е тоа што имаат и сојузници во Страсбур. Бугарските медиуми овој пат без хистерични извештаи. Софискиот градски суд денеска ги сослуша представниците на ОМО Илинден Пирин и забелешките на јавното обвинителство. Процедурата беше коректна, велат од македонската партија. Конечната одлука за регистрација треба да биде донесена во рок од 2 недели. Ние јавно и гласно потврдивме пред судот дека ја потражуваме нашата молба за регистрација. Кажеме дека сме дали доволно докази, нема да даваме уште. Од своја страна обвинителството исто не даде никакви докази, само направи некои своји забелешки. Судот резимираше и кажа дека во законскиот рок од 14 дена ќе донесе одлука и таа ќе биде соопштена. Во ОМО Илинден Пирин се оптимисти. Добар сигнал е што овој пат нема притисоци ниту од власта, ниту од бугарските медиуми. Нема нешто така притисоци. Ниту пак има некои сериозни напади преку медиумите. Тоа е добар знак. Добро знак, се така постепено, макар и да се многу мали чекори, стануваме на европска земја. Постапката за повторна регистрација обновена по реакцијата на Комитетот на министри на Советот на Европа. Од партијата најавуваат дека ќе учествуваат и на локалните избори на есен доколку биде спроведена постапката за пререгистрација. До судот во Софија се доставени над 5000 пристапници на членови на ОМО Илинден Пирин, што е услов партијата да биде регистрирана. Целите ви се како за невладина организација, не за политичка партија. Со ваква забелешка настапило обвинителството на денешниот состанок, почеток на новата процедура за регистрација на ОМО Илинден Пирин како политичка партија на македонците во Бугарија. За 2 недели Софискиот градски суд треба да реши дали конечно ОМО Илинден ќе биде регистрирана како партија во Бугарија. Во Софискиот суд ставено е во процедура новото барање ОМО Илинден Пирин да се регистрира како партија. На денешниот состанок во судот, на кој присуствувале и представници на заедницата на македонците, представникот на бугарското обвинителство тврдел дека целите поради кои ОМО Пирин бара регистрација не се цели за политичка партија, туку за невладина организација. Тука не може да се изврши регистрација, туку на неја ние како луѓе кои што поднесуваат молбата за регистрација, кажавме пред судот, изјавивме дека ние поддржуваме нашата молба и сакаме регистрација. По своја страна обвинителството направи своите некои забелешки, никој од страните не даде нови докази, ниту па некој побара други. И на крајот судијата резумираше дека во законски предвидениот рок од 2 недели излезе со одлука дали ме регистрира или не. Судските власти во Софија останаа без коментар за денешното судско заседание. Нямам намерење да давам изјавление. Софиските судови досега ги отфрлаа барањата на ОМО Илинден Пирин за регистрација со образложение дека имало процедурални грешки при основањето на партијата. По новото основачко собрание, одржано на 15 јули и притисокот на Советот на Европа кон Бугарија, представниците на ОМО Илинден Пирин очекуваат овој пат да бидат регистрирани како партија. Бугарските власти наместо регистрација како политичка партија на ОМО Илинден му нудат да ги заведат во судот како невладина организација, оти наводно немале политички цели. Од ОМО Илинден пак велат, ова е апсурд, оти лани ја одбија регистрацијата под образложение дека политичките цели биле опасни за Бугарија. Бугарија пронајде нов начин да не дозволи регистрација на политичката партија ОМО Илинден Пирин. Наместо партија на македонците во Бугарија им нуди регистрација на невладина организација. По денешната 10-минутна средба во Софискиот градски суд, бугарското јавно обвинителство излегло со тврдење дека ОМО Илинден Пирин нема партиски цели, туку цели на невладина организација. Беше прилично чудна забелешка. Обвинителството тврди дека нашите цели што сме ги запишале во статутот, а тоа се исто претходната година, дека тие не биле политички, туку биле цели кои што се карактерни за организација, за невладина организација. Тоа што е многу смешно, бидејќи нашите цели скоро сите се политички. За членството на ОМО Илинден Пирин ова е апсурдно, бидејќи е побарано регистрација на партијата со истата програма како и минатата година, кога бугарските власти ја одбија регистрацијата токму поради политичките цели. Софискиот суд треба да донесе одлука до 4 септември. Ако и овој пат биде одбиена регистрацијата на ОМО Илинден Пирин, партијата на македонското малцинство во Бугарија нема да може да учествува на локалните избори на есен.